Денот на независноста на Република Македонија денеска беше одбележан и во Битола. Делегација на општината предводена од градоначалникот Владимир Талески положи свежо цвеќе пред споменикот на бранителите кај Саат Кулата во знак на одбележување на 26 години од Денот на независноста на Република Македонија. Ја испраќам оваа порака и ова честитка одовде, сепак со дилемата дали се уште се бориме за независноста, дали ја браниме или дали треба да ја одбраниме. Во секој случај, за жал, оваа дилема е се поголема меѓу македонскиот народ. Јас сум убеден дека македонскиот народ ќе најде сили, ќе најде начин да го спречи ова лудило кое што атакува токму на независноста на Република Македонија. Изјавата и честитката ја давам од Република Македонија, ваква, унитарна, независна и суверена. Ова изјава и честитка давам на македонски јазик, се уште без преводувач, и се надевам дека идните генерации ќе го чествуваат и ќе го слават овој празник на независноста на Република Македонија достоинствено и со својот пример ќе покажат дека се борат и понатаму да ја зачуваат независноста, а не с краја да не даде Господ да го чествуваме како ден со едноминутно молчење. Сепак, ниту Денот на независноста не успеа да ги сплоти политичките партии во Битола, па така цвеќе беше положено пред споменикот на бранителите и пред споменикот на народно-ослободителната борба, а пораките на политичарите во ист контекст. Ова е ден кој всушност е и аманет оставен од претходните генерации и бреме за сегашната и идните генерации, ден кој што треба да опоменува дека Македонија треба да биде онаква како што ја создале творителите на оваа држава, унитарна, самостојна, суверена и независна. Слободата, самостојноста и независноста се најдрагоценното нешто на секоја држава. После Илинденското востание, после Народно-ослободителната војна, 8 септември е датумот кој што ќе остане длабоко врежан во корените на историјата на Република Македонија. Датум кој обединува, датум кој дава наше единство, заедништво, датум кој влева надеж на сегашните и наидните генерации. Сите овие работи кои што се случуваат и ќе се случуваат, секако представуваат удар на независноста и сувереноста на Република Македонија. Искрено се надевам дека во идниот период сите ќе се обединиме силно во одбрана на националните интереси и достоинствено, гордо и со окрената глава пред нашите борци ќе го прославуваме 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Овој празник е резултат на повеќе годишната борба на македонскиот народ за самостојна, суверена и независна држава, велат од Сојузот на борците, но и патриотските здруженија кои денеска оддадоа почит. Македонскиот народ во борба за ослободување на својата земја во Втората светска војна даде 24.000 животи. Тоа значи, ако не постоеше Социјалистичка Република Македонија како државен субјект, бидејќи да таа Социјалистичка Република Македонија го промени обликот на владение и ја добивме независна суверена Република Македонија. 8 септември е денот кога се стварува вековниот стремеж на една цела плејада на македонски револуционери, дејци кои што се борат за независна Македонија. И овој ден треба да посветиме на сите оние наши македонски патриоти кои ги положија своите животи за независна македонска држава. Ние Македонското патриотско дружение Тодор Александров, таа е нашата мисија и нашата цел и нашата агенда и програма, ги чествуваме, ги славиме и му даваме посебен значаен белег на сите македонски револуционери, дејци кои што се бореле по таа кауза за независна македонска држава. На 8 септември 1991 година Република Македонија по изгласаниот референдум ја прогласи својата независност. На гласањето над 95% од граѓаните што излегоа на референдумот позитивно одговорија на референдумското прашање дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија.